Пораката е да ги памтиме наставниците, учителите и просветители македонски и на сите словенски народи. И словото што го проповедале и што до нас е стигнато преку пишаниот збор, да го практикуваме, да го спроведеме и да се угледаме на крајот на нивниот живот. Имено денеска живееме во време на сеопшта криза, пред се морална криза постои и како последица на таа морална криза следуваат останатите кризи, а бидејќи тие ни оставиле прекрасен пример на достојни луѓе, ни оставиле и аманет, Словото Божјо што го проповедале со љубов во Бога и љубов меѓу ближните, и ние тоа да го правиме. Оставиле во наследство на нас просвета, писменост, достоинствен, честен живот, а и ние сме должни аманетите што ни ги оставиле да ги продолжиме, зашто идните наши генерации, идните наши поколенија, ако не се држиме до словото нивно, до нивната поука, до нивните дела, до нивниот вистински христијански живот, тогаш не ќе можеме да очекуваме дека сме вистински православни христијани и исто така дека сме вистински и родолюби на својата татковина на Македонија. Значи, без нивната вера, без нивниот живот, без нивното слово, нема иднина за нашиот живот, нема иднина за нашата татковина. Кирил и Методи се едни од најголемите светители на христијанството, посебно на православието, најмногу на македонскиот народ. Затоа ова е голем ден за Македонија, за сите православни христијани. Во оваа прилика му го честитам овој голем празник. Му посакувам здравје, среќа, радост, успех да имаат, мудрост понатаму, како и што секогаш било низ вековите, македонскиот народ бил мудар. И исто така на сите на овој ден кој го носат името Кирил, Методија, му го честитам именденот. За многу години да е, Христос воскресе, за многу години да се овие светители со кои што се гордее македонскиот народ. Меѓу најучените луѓе од нашиот род во тоа време, а свети Кирил, кој е наречен уште и философ и логотет, тие ја измислиле